Почитувани гледачи, вие сте со саботното издание на регионалните вести, а од денешните вести издвоивме. Под мотото "Посети ја Вратница", денес во Тетовска Вратница се одржа првиот саем за агротуризам. Културно-уметничкото друштво Свети Сава од Тетово по повод Видовденските денови организираше избор на косовска девојка. Во Тетово одржана премиера на представата "Професионалец" во режија на Саше Серафимовски. Под мотото "Посети ја Вратница", денес во Тетовска Вратница се одржа првиот саем за агротуризам. Во рамки на настанот посетителите имаа можност да погледнат голем избор на домашни деликатеси и рачни изработки. Целта на манифестацијата, како што велат организаторите, е преку ваквиот начин да се промовира и да се развие селскиот туризам во тој регион. Настанот беше збогатен и со настап на играорците од Културно-уметничко друштво Кирил Печиновиќ. Тетовска Вратница денеска беше домаќин на првиот саем за агротуризам. На саемот посетителите имаа можност да ги разгледаат, но и да купат од големиот избор на домашни деликатеси и рачни изработки од учесниците на саемот од неколку населени места во Тетовско. Идејата за саемот со наслов "Посети ја Вратница", како што велат организаторите, е преку ваквиот начин да се развие селскиот туризам во регионот. Прв саем за агротуризам Визит Вратница 2023, кој е организиран од Хостел Китка, помогнат од SVG и од ГИС. На саемот има околу 15 излагачи, учесници од овој регион, претежно од Шарскиот регион. Цел ни е да изведувачите, да излагачите да ги пласираат нивните производи и се надеваме дека полека ќе се порасне продажбата. Учесниците на саемот за агротуризам на своите штандови ги очекуваа посетителите, а пред нашата камера споделија дека ваквите настани се нова и одлична можност за презентација и афирмација на нивната работа. Промовираме домашна даска, наша. Има топено сирење со сланина, домашни човтина, има и сирење исто така домашно, и тоа другото е стек со зачини, како визуелно убаво да изгледа. Нешто ново и убаво што се дешава. Претежно рачни изработки, плетени рачни изработки, играчки за деца, кукли, привезоци за кучеви, во главном тоа. Накит. Зависност од големината од материјалот со кој се работи, 4-5 дена до недела, па и 2 недели, еве овие гердани од Монистра, например, треба подолго време, можеби 2 недели треба да се работат. Зависи, значи пак од големината на играчката, од волницата што се користи, така. Базарите се прекрасно место за промоција на производи. Ова веќе не ми е прв базар, значи имам искуство одредено и многу влијае. Значи многу корисно искуство и е интересно. Пред се е многу интересно. Организаторите се надеваат дека ваквата манифестација во Вратница ќе стане традиционална. Саемот пак свечено беше отворен со настап на членовите од Културно-уметничкото друштво Кирил Печиновиќ од Теарце. Слободни јавни зелени површини во Тетово не се одржуваат доволно. Наместа може да се забележи уништена урбана опрема и реквизити.
Зелените јавни површини кои така малку ги има во Тетово се запуштени. Често може да се забележат и оштетени реквизити и урбана опрема како и отпад. Најлошо е во делот околу спортскиот центар кој воопшто не се одржува и обраснат со висока трева, наместо да се уреди намени за рекреативни активности. Жителите велат дека надлежните треба повеќе да работат, но и да има повеќе инспектори кои ќе казнуваат, со што ќе се зголеми свеста кај лицата кои вршат вандализам. Се тоа општината треба, самиот дел на општината овде треба да го одржава, затоа што ние плаќаме доприноси. И хигиената е на нула. А ова е штета и за децата, може и се во периодот кој излага и змие и смокои, и децата може да биде последично, да има последици од тоа. Треба да постои закон од инспекција, да има, кај се инспекторите, да има казнување. Кој ќе го казниш, он не може да фрля џубре ако го удриш по парет. Од јавното предпријатие Тетово велат дека поради дождливото време подоцна започнале со активности за одржување на зелените површини, а како поголем проблем го потенцираат уништувањето на јавните добра. Последните 10 дена успеавме да во градот ги посадиме јабука цвеќе во булеварот Илирија, односно стариот булевар Маршал Тито. Фокусирани сме во делот на косење и одржување на парковските површини. Една од причините дождливото време што го имавме во последно време, а втора работа се соочуваме и со вандализмот на младите кои што вршат уништување на урбаната опрема, односно на парковските клупи, играчки кои што се поставуваат. Таков не е случајот нема 2 години како се поставени во паркот Жена играчките за деца, таму ги имаме веќе почнато да се расипуваат. Инаку тетовчани немаат голем избор на места за спорт и рекреација. Наместо зголемување на површини со паркови и зеленило, во градот се повеќе има бетон, асфалт и прашина. Од политички аспект постојат неколку сценарија како се усвојуваат уставните измени во овој парламентарен состав, изјави во интервју за Радио Слободна Европа професорот по уставно право и поранешен пратеник Александар Спасеновски. Постојат од политичка гледна точка 2 сценарија. Едното сценарио би било поумерено сценарио и тоа би било на линија на би рекол, на една согласност, доколку се изнајде согласност врз основа на ставовите кои што ги имаат власта и опозицијата и обезбедување на одреден консензус за реализирање на уставните измени, бидејќи, како што знаете, владата во овој момент, владеачките партии во овој момент, без поддршката на ВМРО ДПМН, немаат двотретинско мнозинство, што значи дека не можат да ги реализираат уставните измени. И во оваа смисла, доколку ова сценарио пропадне, постојат уште 2 други сценарија. Следното сценарио е доколку власта се одлучи, наместо да разговара со опозицијата заради неможност да се постигне консензус, да примени така наречена, би рекол, преспанска методологија во која што наместо со лидерите на партиите или со лидерот на опозицијата ќе разговара со поединечни пратеници во обидот на тој начин да обезбеди 80 пратеници, што во секој случај представува многу помалку известно сценарио и се разбира третото сценарио е овие уставни измени да пропаднат, да се оди на гласање и да се констатира дека нема мнозинство или владата да го прекине процесот на уставни измени како резултат на, да речеме, очигледниот факт дека не е успеано да се обезбеди двотретинско мнозинство за почеток и за завршување на постапката за измена на уставот на државата. Неусвојувањето на уставните измени во светло на реакциите на политичките лидери од Европската Унија отвара една перспектива на проблематичен период за државата во кој треба да се даде одговор на прашањето што со европските интеграции, што со модернизацијата на државата во услови на застој во интеграциите на Република Македонија во Европската Унија.
Граѓаните недоволно се запознаени за постоењето на бројот за итни повици. Почнувајќи од февруари минатата година во рамки на Центарот за управување со кризи активен единствениот повикувачки број за итни повици 112, на кој што граѓаните можат да се јават доколку имаат итна потреба од полиција, брза помош, противпожарна единица или имаат каква било друга итна состојба, велат од Центарот за управување со кризи. Бројот 112 во текот на овие 15 на месеци покажа дека е исклучително корисен и за граѓаните, но и за државата. Доказ за тоа се околу 666.000 повици за овие 15 на месеци, кои што ги добивме на овој број, од кои што се одговорени околу 520.000 повици. Околу 4% од овие повици ги решаваме преку нашиот сектор за операции и координации на Центарот за управување со кризи, бидејќи ние се трудиме секогаш да излеземе во пресред на граѓаните, на оние кои што се јават на овој број. Значено да напоменаме дека како бројот 112 нашите јавувачи оператори, колтейкери кои што се јават од другата страна на граѓаните, вршат селекција на повиците и на тој начин ги растеретуваат постојните служби на брзата помош, на полицијата и на територијалните противпожарни единици. На еден начин би рекол дека тие ги ловат сите погрешни јавувања, ги ловат сите злонамерни јавувања, бидејќи многу често граѓани не злонамерно, туку погрешка се јавуваат на бројот 112 за да добијат информација или да поборат услуга која што не е во надлежност на бројот 112, но и на полицијата, брзата помош или територијалната противпожарна единица. Па досега на единствениот телефонски број за идни случаи 112 се примени 660.000 повици, од кои одговорени се 520.000, а напуштени се 145.000. Тие повици се напуштени од јавувачите кога виделе дека е грешка или немале потреба, случајно свртеле и затоа ги водиме како напуштени повици. Кај нас се јавуваат секој што има потреба, се јавуваат за секакви потреби, некои што не се од наша надлежност, некои што едноставно постари луѓе што имаат некаква потреба, изгубиле клjuč, па им е потребно да се отворат или бараат некакви информации. Ние настојуваме на сите да одговориме, меѓутоа и ги известуваме луѓето дека телефонскиот број е претежно за итни повици, на луѓе што им треба итна медицинска помош, полиција или помош од противпожарна единица. По обилните врнежи од дожд што го зафатија Делчевскиот реон во четвртокот, од утро во екипи на Македонија Пат ги санираат штетите на магистралата А3 кај местноста Црквенска река. Во текот на денешниот ден штетата ќе биде санирана, а најдосно до понеделник патот ќе биде пуштен во употреба. Втората фаза која што следува сега е да го добиеме извештајот официјално од страна на општина Делчево и на следната седница на влада донесена одлука за целосна поддршка за санација на сите точки во општина Делчево. Се работи за оваа улица, се работи за еден пропуст на регионалниот пат кој што ќе го санираме и уште еден мост за кој што ќе направиме проектирање, со што технички сакаме да ги подобриме инфраструктурните потези на овие места каде што е потребно и при идни вакви или слични појави да подобро функционира инфраструктурата и да не ни се случуваат вакви појави. Она кое што е јасно дека владата застанува комплетно во поддршка на општината, на градоначалникот и сите штети кои што се настанати ќе ги решиме и финансиски и технички со поддршка од централната влада. А кога зборуваме за вакви појави, апел секако до граѓаните, бидејќи многу често при ваквите појави имаме проблем со речните корита. Значи, од аспект на животна средина се замолуваат граѓаните во иднина веќе да не фрлаат отпад во речните корита, како би можеле речните корита да не бидат проводни нели за водите. Истото се случува не само и за речните корита, секако и целата средина во која што живеат, правилно да се постапува со отпадот, како не би имале проблем кога настануваат вакви проблеми кои што не ги прави природата, а неизе не можеме да ја контролираме. Веднаш по штетите што настана од невремето на магистралата, што е поврзува Делчево со Македонска каменица, екипите на Македонија пат веднаш излегува на терен, се работи веќе на санација на оштетувањето на патот, што се настанат од големата надојдена вода. Патот денес ќе биде саниран и по извршување на целосните завршни работи веќе понеделник очекуваме да биде пуштен во Собрик.
Културно-уметничкото друштво Свети Сава од Тетово по повод Видовденските денови организираше избор на косовска девојка, која ќе учествува на главната манифестација. На денешниот настан покрај домаќините настапија и неколку културни уметнички друштва и естрадни уметници од Тетово. Што значи Видовдан за српскиот електорат, за српскиот народ? Видовдан е голем верски и историски празник, национален празник, затоа што на овој ден Српската православна црква го слави својот ден Видо, значи како празник Видо. Меѓутоа кроз историја и кроз целата историја ова е голем празник. Ова зборува за нашата историја, за нашата култура, зборува за нашата традиција, многу подписани договори, ратови, погибие на нашите ратници, на српската војска, а се тоа зборува за еден континуитет на еден народ, на српскиот народ. Ова прилика да се заблагодарим на сите учесници кои се овдека со нас, тоа са културно-уметничко друштво Светко Грбичо Стрпце, тука е нашето културно-уметничко друштво Култ Свети Сава Прличеви, тука е страдниот уметник Деко, Ибуш Ибраимовски и како и исто така и Деко. Јас исто така би взела оваа прилика за благодарим на Управа за дијаспора и соработка со србите во регионот кој ни оможи да на овој ден да одбележиме овој голем ден. Видовден во Македонија го славиме традиционално многу години наназад. Вообичаено сите наши општински организации, како и регионални, како што е Тетовска регионална организација, прославуваат на различни начини. Значи, традиција е да започнуваме во Тетово со овој настан, со избор на косовка девојка девојки кои што ќе учествуваат во Грачаница на избор на косовка девојка. И исто така во другите општински и регионални организации се одржуваат настани, собири, прославувања, посетувања на спомениците кои што српски споменици знаете дека многу постојат во Македонија, така да тој ден го користиме и за тие настани. Во секој случај, традиционално во Тетово започнува, некако традиционално во Битола завршува, а се одвиваат многу настани на различити нивоа. Меѓу останатото во Куманово се одржува турнир во мал фудбал, академија во Скопје и така ќе биде и оваа година. На позив Куда Свети Сава, културно-уметничко друштво Свети Сава из Тетова, дошли сме да заедно величаме ову свечаност која се одржава дуги низ година. Дојдовме да ја збогатиме оваа свечаност која се одржува со години наназад. Дојдовме со децата од Косово да се дружиме и да се избере косовска девојка. Благодариме на поканата. Дојдовме да ја представиме нашата општина и секако да се дружиме. Се одржа премиерата на представата Професионалец по текст на српскиот драмски писател Душан Ковачевиќ, а во режија на Саше Серафимовски. Пред тетовската публика синоќа во Центарот за култура Илјантески смок беше прикажана премиерата на едно од најголемите дела на Душан Ковачевиќ Професионалец во режија на Саше Серафимовски. Долготрајниот аплауз беше потврда за одличната актерска игра, збогатена со визуелен и аудио дизајн. 3 пати на бис, тетовската публика знае да поздрави добро дело. Драго ми е поради тоа, односно го поздрави делото, односно изборот на оние кои се основоположници на легендарното драмско студио. Искрено како режисер сум многу задоволен. Имавме некои ситни пропусти кои ги знаеме само ние. Меѓутоа дефинитивно сум многу задоволен, честитки до сите актери кои што беа дел од ова. Ова дело се спремаше 2,5 месеци, извонредна работа. Сите работи беа искомбинирани воедно, зашто оригинална музика, сценографија, актерска игра, малку поинаков пристап на режирање и се разбира визуелниот елемент, според мене, кој што сметам дека им се допадна на тетовската публика, како и звучниот дизајн. Оваа тажна комедија предизвика измешани емоции кај присутните во салата. Сметам дека емотивниот момент беше клучен.
комедија ко комедија, тоа е Душан Ковачевиќ. Значи тоа е за мене балканскиот Шекспир. Душан Ковачевиќ во неговите текстови имате многу, како што велиме ние, нели, режисерите и театражиите, имате многу ЕКГ, односно осцилации во текстот. Еден момент сте тука, еден момент сте доле. Значи, брилјантниот текст на Душан Ковачевиќ треба само да знаете што сакате да направите со него. Самиот текст по себе е гениален. Значи, ако добро го работите тоа, ќе извадите вакво дело, односно ќе извадите ваква реакција од публиката. Ако не знаете што сакате да правите со Ковачевиќ, немојте да го работите. Тој е специфичен и тежок. Сметам дека најмногу ги допре публиката оној момент на тешките емоции на Тодор Кралевски, делот со мајката, делот со татковиот часовник, оние ситни досетки кои што беа дофрлани, малку преадаптирани и модернизирани, се разбира. Сепак е ова тажна комедија. Тетовската публика самата требаше да си одбере што сака да гледа вечерва. Дали трагедија, дали комедија. Таков е текстот на Ковачевиќ. Еден од актерите, Раде Наумчевски, со вчерашната улога во представата одбележа 50 години. Активно учествува во аматерското драмско студио. Јас сум презадоволен од пред се изборот за овие проект што го направивме. Да го играме сега по повод 50 годишна од моето прво стапнување на даските. Секако да сум презадоволен од нашата тетовска публика која секогаш не наградувала со громогласни аплаузи. И благодарам за тие аплаузи и благодарам за се што ме трпела за овие 50 години. И што да речем, ќе бидам среќен ако и понатаму продолжам да правам други проекти, се за да бидеме зближени со нашата тетовска публика и пошироко низ Македонија. Професионалец ќе има своја реприза во септември. Почитувани гледачи, тоа беше се за ова викенд издание на регионалните вести. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно!